Почитувани, добра вечер. Следите уште една анализа на телевизија 24. Премиерот Заев денеска го достави предлогот за реконструкцијата на владата до собранието, но во него немаше видлива информација за тоа кои министри ќе бидат реконструирани. Премиерот Заев најави дека тоа ќе го направи неделава, но досега има некои неофицијални информации кои излегува во јавноста околу тоа кои ресори би биле сменети, за кого партијата Алтернатива веќе го најави својот министр за култура. Премиерот Заев рече дека тие може да дадат предлози, но дали тој ќе прифати тоа ќе се види. Но како дојде воопшто до реконструкција на владата, зошто дојде до тоа? Реконструкцијата беше на големо најавена и пред премиерот Заев да отпатува во Берлин, кога се зборуваше за добивање на датум за Северна Македонија, па така тоа отприлика ја прави политичката слика и сложувалката на македонското политичко биле. Наши вечерашни гости за овие теми се Никола Тасев, комуниколог. Добро вечер. Добро вечер. Професорот Георги Тоновски и новинарот и аналитичар Джелал Незири. Добро вечер на сите. Господа, ајде да почнеме со Тасев од едноставна причина што е првпат во нашето студио, првпат е во телевизија 24. Господине Тасев, не ли се уште познати имињата на ресорите кои ќе бидат добиени, сменети и дали ќе имаме нови лица, дали само старите, но без разлика, важно прашање е сега, како воопшто дојдовме до оваа реконструкција, ова е дел од таа најавена метла на премиерот Заев, но мислите ли дека оваа реконструкција ќе смени нешто суштински во проблемот, бидејќи очигледно е дека владата има проблем со својата перцепција во јавноста? Прво, треба да разгледаме зошто е дојдено до оваа реконструкција, како што рековте и вие. Прво е многу интересно што владата на Македонија од Европската Унија го доби она истото што го нуди на граѓаните на Македонија во изминатите 2 години. Ветувања кои што не се исполнети или се малку исполнети. Владата имаше еден проблем дека 2 години влезе во еден процес да работи на за членување во НАТО и добивање на Европската Унија и се друго заборави. Значи реформите кои беа барани од нив, реформите кои беа ветувани од нив, беа заборавени. Ветуваше, а од друга страна народот чекаше тие ветувања да се исполнат. Сега за жал на Македонија и за жал на граѓаните на Македонија, владата го доби од европските партнери истото што таа го правеше 2 години на македонските граѓани. Ветување кое што не беше исполнето, затоа што да не заборавиме, ветувањата беа дека датумот ќе биде загарантиран, вие само променете го името, направете ги реформите, промените на уставот. Тоа македонската страна го направи, македонската влада го испочитува, но од страна на европските партнери тоа не беше исполнето, тоа ветување. Сега, реконструкцијата е неминовна, заради тоа што сега повторно живееме во една бајка дека во октомври е сигурен датумот. Кој вели дека е сигурен датумот во октомври? Европската Унија јасно порача дека повторно ќе се наврати на ова прашање до октомври. Ние никаде немаме ветување дека датумот е сигурен во октомври. Ако беше така, тогаш Европската Унија јасно ќе кажеше дека датумот е тој и тој за почеток на преговори. Тоа не го кажа Европската Унија. И ако така кажеш, ние сега ќе имавме прослави на плоштадите. Се сеќавате минатата година кога беше објавено од владата дека датумот на преговори е јуни следната година, па славевме по плоштадите, сите бевме весели. Реконструкцијата е заради тоа, за да се купат уште 4-5 месеци и да се надеваме на некаква волшебна пресвртница во Европската Унија и да добиеме датум на преговори, за да се купи до крајот на следната година мандатот кога се новите избори и дури тогаш да се каже, окей, сега ја внесовме Македонија во НАТО, добивме датум за преговори, сега ќе почнеме и сериозно да работиме дома. Мислам дека не требаше да се направи реконструкција, туку требаше да се оди малце подтемелно и поддрастично. Требаше премиерот да го врати мандатот и да побара нов мандат, да добие 15-20 дена и наново да ги промеша картите, заради тоа што
во владината коалиција има и партнери кои што требаш да бидат исклучени, кои што не го одработија тоа што требаш да го одработат. Мислам на политички партии. Може би требаше да бидат вклучени нови политички партии кои имаат кадри или да бидат вклучени кадри непартиски, што е уште побитно, што се способни, што може да ги избуткаат реформите кои се потребни на оваа држава. Што ако го добиевме ние пред 10 дена датумот за преговори? Дали народот во Македонија ќе живееше подобро? Дали ќе имавме во Скопје по чист воздух? Дали ќе имавме во Скопје по чиста вода за пиење? Дали ѓубрето од македонските градови, она што е битно за нашите граѓани, ќе се собираше побрзо и поекспедитивно од локалните власти? Не. Дали дупките повторно ќе останеа на улиците? Да. Дали од утре ќе имавме некаква плата поголема ако добиевме датум? Не. Значи, ние и да го добиеме датумот, и сега, и во октомври, и последна година, треба ние внатре да изработиме, да се промениме комплетно, а владата треба да биде носител на тие реформи за животот да добие поголем квалитет и подобар квалитет во Македонија. Да, добро, ќе разговараме повеќе за реформите вечерва. Професоре, вас како ви личи оваа приказната околу реконструкцијата на владата? Мислите ли дека ќе добиеме некаква суштинска промена? Еве, за тоа што бараме за спроведување на реформите. Мислам прво да расчистиме дека реконструкциите на владите се нормална работа. Да, во колкав обем е друго прашање, меѓутоа од време на време ќе чуете овој министер заминал, оној друг се заминал со некого и така натаму, еве меја имаме која заминува и се врши пак реизбор дури на премиер на влада. И тие се всушност некаква надеж дека оние кои што не успеале да одговорат на задачите, на одговорностите, на функцијата која што ја обавува, треба да си заминат и да го препуштат местото на други кои што би можеле во овој момент да ја повлечат, да речам, активност или ангажманот кој што се предпоставува тука. Меѓутоа, она што е малку дискутабилно, тоа е дека од таквото прашање се прави некаков генерален политички проблем, генерален политички дискурс, треба ли, не треба и така натаму, а всушност во крајна линија, ако земите, реконструкцијата на владата е всушност работа на премиерот, бидејќи тој ја води играта, и е работа на партиите кои што учествуваат во таа влада. Веројатно заради дневно политички потреби се форсира многу тоа прашање. Дали ќе добиеме она што бараме, не знам, бидејќи се уште не знаеме какви имиња тука ќе имаме. Во крајна линија самите имиња треба да укажат дали е тоа сериозно, колку е сериозно, дали е тоа само една обична козметика или се мисли дека навистина во ова време кое што остана до следните избори, таа влада со некои нови луѓе може да издействува некакви поголеми поени кај гласачкото тело. Но во секој случај реконструкцијата е неопходна бидејќи ние имаме да кажеме една контрадикторна позиција на владата во однос на македонската јавност. Не е она што очекуваа луѓето, не е она што значеше правда, нема мир, односно не е она што значеше масовен излив на социјалната енергија на ошарената револуција и во оние пешачења по скопските и по другите градови, булевари низ Македонија. Меѓутоа, има две нешта кои што не можеме да ги негираме. Тоа е дека состојбите се малку порелаксирани, прво, и второ, дека е тоа сепак голем успех што овие преговори со Европската Унија дојда до овој степен. Јас мислам дека во текот на есента тој датум за преговори ќе се добие и мислам дека, имајќи во предвид како или следејќи реакцијата на западната јавност и општествената јавност, меѓутоа и она стручната и политичката јавност,
дека Македонија, дека Република Северна Македонија е некакво мезимче во овој момент на светската на таа јавност, посебно на Западот, и дека не верувам дека така баш ќе препуштат на судбината или дека со неа некако ќе изиграваат некакви лабораториски истражувања. Но во секој случај, значи тоа беше едното и другото, но во секој случај она што македонската јавност го очекуваше, тие подлабоки зафати, се знае во кои се области, се уште ние го немаме. Да. Незири, не се познати имињата на се уште на новостарите министри, дали ќе биде така. Имаме само, како што кажав, неофицијално некои информации. Алтернатива го најави својот министр за култура, кажа конкретно име, има еве некои неофицијални информации дека, да речеме, Горан Милевски ќе биде нов министер, дека некои постоечки министри само ќе ги сменат ресорите, кај владачката Дуи исто така има некои, дека, например, дека Садула Дураку ќе остане министер, но само ќе смени министерство. Кажете ми, дали очекувате реконструкцијата да биде таква, еве, како што ја опишав од прилика, нели помалку или повеќе, или мислите дека навистина ќе добиеме некоја свежина, некои нови лица, нови министри, бидејќи прашање доколку истите луѓе само ги ротираме и ги смениме од министерство во министерство, од позиција на позиција, дали ќе ги добиеме посекуваните и очекувани резултати? Реконструкцијата како да тргна од таа точка или од желбата на членството, претежно на СДСМ, некои лица, некои фигури кои беа во власта да бидат сменети или да бидат тргнати. Што мислам дека е погрешен пристап. Според мене реконструкција се прави во случај кога ќе се направи сериозна евалуација на работата после одреден период. Че 2 години ова власт ова гарнитура е на власт и нормално е да направи евалуација кој сектор функционира, кој министерство не функционира, кој треба да се смени со кого. Но мислам дека сепак има премногу политика и во ваквите реконструкции, кои, се согласувам со вас, треба да носат квалитет и резултати, а не да исполнуваат нечии желби или фрустрации. Така што целата оваа реконструкција како да се сведе на тоа која политичка глава ќе падне, кој треба да оди од владата за тоа што, не знам, нема добра фаца, не изгледа добро, без да се направи сериозна евалуација. Владата или коалиционите партнери досега не излегува, како што беше во минатата власт практика, секој министерство да ги покаже кои се резултатите, да ги презентира пред јавноста и јавноста да дебатира за истите. Че ние не знаеме, освен со исклучок на Министерство за надворешни работи, може би одбрана со НАТО, премиерот Заев, вице-премиерот Османи кои беа вклучени во тој процес на решавање на името, другите немаа никаква врска со името. И затоа нивната работа, тие треба да ги презентираат нивните резултати ако имаат, а јавноста да процени. Значи, низ тој процес на дебата да се направи таа евалуација и да кажеме, овој министер заради немање резултати треба да се смени, вториот министер заради тоа што капиталните инвестиции само 20% се реализирани, а требало да бидат 60% како што било порано, вие земете ги општините, значи новите градоначалници, ги немаат реализирано капиталните инвестиции, што значи ги чуваат парите. И фактички тоа креира, создава незадоволство кај граѓаните. Па затоа тоа незадоволство не треба да се вперува лично кон некој министер, кон некоја личност, што и да се смени таа, еве ќе ги задоволи можеби премиерот и некого кој што е најомразен во владата ќе го тргне настрана, ќе донесе друг. Но тоа не значи дека ќе донесе нов квалитет и новиот кадар ќе донесе резултати. Значи, потребно е, според мене, внатре, ако има сериозност внатре во коалицијата и ако има доверба, да се направи сериозна евалуација за
работата на сите министерства и сите министри поединечно, сите директори поединечно, за на крај, врз основа на тој резултат, нивото на испорачените или исполнети точки од програмата, од нивните стратешки планови, да се донесе и одлука. Кој ќе биде сменет или кој ќе остане. До сега јас не видов дека има таква дебата кај самите коалициони партнери. Се гледа дека има натегање и наети помеѓу СДСМ и ДУИ, кои СДСМ инсистира некој таму да биде сменет. ДУИ за инает не дава. Овие инсистираат. Значи, тоа е сепак не е сериозно за една влада. Значи, не е сериозно да има еден таков пристап каде што личните односи помеѓу министрите и помеѓу политичките партии ќе бидат пресудни за тоа кој ќе биде сменет или кој ќе биде реконструиран или со каков кадар ќе биде заменет. Затоа јас не очекувам дека новиот состав на владата, новите министри ќе испорачуваат нешто повеќе од ова што досега беше испорачано. Значи има проблем, се гледа дека владата има проблем со менаџирање на институциите, да се работи за искуство, да се работи за делување на различни фракции внатре во партиите кои се на власт, кои ја обструираат работата на едни на другите. Дали се работи за нешто трето, јас не знам, но веројатно премиерот Заев ќе треба да ги се огледа реално работите и ќе треба да пристапи на посериозен начин на тоа како да ја води владата, како да ја води државата и со кои луѓе да ја води. Да, ова што го кажа господинот Незири ми е дел од тезата околу, да речеме, преговорите околу СЈ. Гледам едно натегање кое трае со месеци, па можеби можеме да кажеме и со години, помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН околу судбината на СЈ. Преговорите во последните месеци се интензивирани, нели? Меѓу другото и поради експлицитното барање на меѓународните партнери, тоа прашање да се реши. Но мислите ли вие дека позади кулисите имаме многу потешка, поголема игра каде е вклучена и ДУИ и дека и нивната улога тука во тие преговори е можеби малку чудна, хибридна? Нивниот официјален став е ист како на СДСМ, но мислите ли дека е навистина така и дека тие искрено посакуваат СЈ да продолжи со ваков мандат, со ваква силина, пред се поради процесите кои СЈ ги отвори во последниот период и против Али Ахмети и други челници? Не можам тоа да го искоментирам така, само јас сум убеден дека многу тешко ќе дојде до договор за СЈ, особено што и двете страни, и од едната страна ВМРО ДПМН, од другата страна СДСМ се на комплетно различни позиции. И ако дојде до некаков договор, односно ако дојде до некакво решение за СЈ, очекувам дека тоа ќе биде туркано на сила, како што беше и промената на уставот и договорот за промената на името. Пржинските преговори. Така. И јас не верувам лично дека ВМРО ДПМН ќе се согласи на вакви услови, а од друга страна не верувам дека СДСМ ќе прифати тоа што бара ВМРО ДПМН. Можеби целава работа околу СЈ и поврзаноста со ДУИ, дали да СЈ да функционира на ваков начин или на некаков друг формат, гледаме дека се интересни бомбите што сега се објавуваат, особено за функционерите на ДУИ. Така да колку има тука поврзаност, колку ДУИ му одговара СЈ да продолжи овака или на некаков друг начин, или воопшто да не функционира заради евентуалните процеси кои што би се отварале против ДУИ. Да не заборавиме дека ДУИ беше и во дел од претходната власт. Сега, ако претходната власт на Никола Груевски, ако во таа власт едниот дел ВМРО ДПМН беше диктаторска, беше арамијска, беше лоша партија која што направи лошо за Македонија, за своите граѓани, не можеме ДУИ да ја амнестираме дека ДУИ била добра. Сега ДУИ е во власта со СДСМ.
Значи, ако имало бомби за функционери од ВМРО ДПМН, сигурно имало и за функционери од ДУИ. Затоа што тие 8 години 9 ја делеа власт заедно. Па да, добро, тие бомби ги слушавме ние, меѓу останалите. Дали, што мислите за искреноста на СДСМ во овие преговори? Еве, кажете ми што мислите за тоа. Мислите ли дека СДСМ целосно искрено настапува со ставовите кои јавно ги декларира за судбината на СЈ? Мислите ли дека цврсто стојат за тие позиции? Ова ве прашам во контекст на правдата која ја добивме овие 2 години на сите тие сомнителни процеси кои онака сума сумару се уште финализираат со тоа што никој не е во затвор за ништо. Па, јас мислам дека на СДСМ му одговара СЈ да продолжи на ваков начин, затоа што на некој начин нивните луѓе се комплетно тргнати од секаква одговорност. СЈ, според мене, треба да продолжи да функционира со тоа што не само до одредена година кога ВМРО ДПМН бил на власт, туку треба да почне да ги следи и овие 2 години кога новата власт е на функција, да функционира како посебно тело, посебно од обвинителството, за да може комплетно да ги следи сите функционери, и сегашни, и поранешни, нешто што, да кажеме, на обвинителството државно му се врзани рацете од различни причини. СДСМ нема да се согласи на поинаков начин да функционира, ниту ВМРО ДПМН ќе се согласи да продолжи на вако. Единственото решение, доколку се најде, како што реков, е доколку владата тоа го истурка на истиот начин како што го истурка промената на името, со правење на мнозинство двотретинско за да може да се донесе тој закон и да се затвори тоа тема. Ја знам дека странските партнери бара да се затвори таа тема, не верувам дека тие сугерираат на кој начин и како, но само знам дека барањето е да таа тема да се затвори. Многу тешко ќе се затвори. Да. Имаше скоро минатата недела во едно интервју американската администрација меѓу редови околу судбината на СЈ испрати една порака дека нели треба да има договор, но доколку и нема договор, дека на некој начин се прати порака дека тие инсистираат да постои некакво специјално обвинителство, дали ова или друго, дека мора да има. Професоре, како се доведовме во една прилично чудна ситуација? Сега ние да преговараме па отприлика за почитување на законите. Сега некој прекршил закон и ние сега преговараме дали некого ќе гониме или нема да го гониме, дали до тогаш е застарано, дали до Значи, многу чудна ситуација има. Тоа, мислам, на изглед е као нонсенс некаков, меѓутоа во себе има сепак, мислам, длабоки лавиринти, од кои државава мора да излези, посебно сега во овие услови кога во политичкото милје на републикава имате многу струи. Знаете, струи кои што се поврзани, например, со таа релација помеѓу нас и Европската Унија, од она која што негира дека тоа може да се случи, до она која што вели дека тоа мора да се случи и дека ќе се случи. Имате струи кои што дури би простиле на ова што се случувало во Македонија, ајде некако да се излези од ситуација и така натаму, меѓутоа она што особено вака го привлекува вниманието е меѓународниот фактор. Знаете, и денеска, и вчера, и заквчера, постојано сите овие големи имиња на западната политика се појавуваат и велат СЈ мора да функционира. Бидејќи во тоа политичко милје има една сила, една алтернатива која што ние потешко ја гледаме, односно го гледаме само врвот на тој би рекол леден брег, тоа е можноста или форсирањето на некаква мафиошка колоритна слика која што би останала во македонското општество. Знаете, она фашистичка диктатура на Груевски не беше само фашизам во однос на човекови права, во однос на
злоупотреби, на подчинетост на судство и така натаму, туку таа имаше во себе една многу силна, моќна мафиошка компонента. Таа мафиошка компонента сега се обидува некако политички сили да ја лоцираат во ликот на овие кои што постојано се судат секојдневно, меѓутоа тоа е само мал дел. Внатре има останато се уште, бидејќи таа диктатура со оваа компонента на мафиоството фактички има пуштено корени длабоко во општеството, во македонското општество, да знаете. Не се пресечени корените на таа една мрежа која што си постои, која што си функционира, која што смета и натаму дека корупцијата е единствен начин да се функционира, дека митото е единствен начин да добиеш некакво право пред шалтерите и така натаму и така натаму. Значи тука мислам дека тоа е препознато посебно од меѓународниот фактор и дека упорното инсистирање на функционирањето на продолжувањето на функционирање на СЕО е врзано со тој момент. Професоре, мислам дека тоа е препознаено и од граѓаните, тоа го покажуваат и анкетите. Значи зборуваме за меѓународниот фактор. Меѓутоа се внатре исто така степен на оценување на ефикасноста, на ефективноста, на новата политика, на наводно реформираната политика, бидејќи се уште ние од реформите не гледаме многу, можда во некој даден рок, бидејќи тие сега се одвиваат пред односно се подготвуваат, да речам, законски и така натаму, и пред јавноста, и веројатно за некој рок кога тоа ќе почне да функционира, нешто ќе се почувствува посилно, иако има некои веќе први почетни резултати, мислам барем колку што може јас да видам, но овој елемент е многу битен и овој елемент ќе биде многу значен и во време на изборите. Ако ова остане ваки натаму со вакви дилеми, вештачки дилеми, дали треба, СЕО, нема да треба, ајде го оставиме потаму, ќе расправаме за него кога ќе дојдат подобри времиња, тогаш јавноста ќе биде многу огорчена. Да. Знаете. И воедно веќе мислам дека не само јавноста, туку и оние кои што ја кројат политиката, сепак мораат да водат и почнуваат да водат барем не привидно, но сепак малку воочливо е, да водат сметка дека сепак во Македонија, односно во државава, станува и веќе имаме една нова реалност. Нова матрица на однесување, нова матрица на проценка на состојбите во општеството. Нешто што мислам дека може би од прилика може да влезе во онај концепт за едно општество. Знаете, се менуваат состојбите, се менуваат размислувањата, се менуваат односите помеѓу етникумите, се менуваат односите помеѓу групите внатре. Знаете, Да. се менуваат стереотипите, се менуваат предрасудите и така натаму. Тоа мора да носи нешто ново, некаква новина, можда не многу силна, но сепак нешто што полека го нагризува старото и упорно го форсира она новото. Да. Знаете, Добро, во крајна линија да кажа дека тој амбиент веќе се чувствува во македонското општество. Вие како социолог веќе професионално поинаку ги гледате работите, подлабоко тука во тој поглед, ние малку ги анализираме политички. Сакавте нешто да? Професоре, да, ако дозволите, потполно се согласувам со вас, дека се чувствуваат некои промени, дека реформите, но што се поразлични од старото. Но знаете што е главниот проблем? Временскиот теснец. Ова влада има уште година, може би помалку од година. Изборите парламентарни се следна година, редовните, доколку нема вонредни. 2 години веќе и повеќе поминаа додека се на власт. Реформите, ако сега доправа почнуваат да ги прават, немаат кога да ги завршат и нема кога да се почувствуваат. Токму тоа може да ги натера граѓаните на следните избори да ни го вратат она старото. Затоа што граѓаните очекуваат многу повеќе,
очекува сето тоа да се движи многу побрзо. Еве, колегата спомна малку за локалната самоуправа. Еве еден пример. Градоначалникот на Скопје Шилегов го најави во предизборната кампања тунелот под Кале, од тогаш уште 5 пати го најавува. Ма тој до сега требаше пола да го ископа, не да го најавува кога доправа ќе го гради, па и тој имаше 2 години од мандат. Значи имате такви работи кои што луѓето сакаат да ги почувствуваат. Значи тој што секој ден оди по раскопан пат, него толку многу тангира дали добил датум на преговори или дали се правело реформи во културата или реформи во судството. Него го интересира неговиот квалитетен живот, неговото дете во каква градинка, во каква школа учи, дали има доволно лекарства. Еве ќе ви кажам еден пример, личен. 3 пати ми се случува во последната година кога одам за мојот син да поварам лекарства, на 15 или на 16 велат нема на рецепта. А ми се сеќаваме како ветува не на 30, туку и на 31 ќе има. Ами дури и во февруари што има 28 дена, на 31 февруари ќе имате лекарства на рецепта. Ај оди побарајте на 15, нема. Значи народот тоа сака да го почувствува. Јас се согласувам од социолошки аспект ако погледнеме. Ако погледнеме од правен аспект, дека реформи се прават во сферите, почнуваат, се менуваат некои закони. Ама да се симнеме доле, да погледнеме што работат градоначалниците, да погледнеме што работат тие локални советници, директори на јавни предпријатија, што работат луѓето што добиваат плата од нас, од граѓаните, да ни го направат животот по квалитет. Ништо. И тоа треба да биде, главниот мотив на премиерот. Луѓето што ќе ги стави сега со оваа реконструкција, да им каже: поздравете се дома, ставете дома една слика и не на годишни одмори. 4 месеци до октомври еден кревет ќе се ставите во кабинетот и тука ќе јадете, ќе спиете и ќе работите, да го постигнеме и да дојдеме до она што го изгубивме во овие 2 години, додека ја подобрувавме надворешната слика на Македонија. Значи тука треба да одадеме признание дека е подобрена надворешната слика на Македонија. Но сега до октомври и да го сработиме она што не го сработивме до сега, за во октомври да ни испорачаат датум на преговори. Да најде фактички луѓе со личен интегритет, што луѓето се демотивирани, можеби разочарани до темел од некои кадровски решенија кои не дека ги копира претходните, туку уште полошо работа. Токму тоа сакав да се надоврзам, ако извините. Значи, зошто можеби денеска и одложено објавувањето на имињата? Едноставни се 2 причини. Не може да се издоговорат, или второ, квалитетни луѓе што треба да бидат на чело на некакви министерства или јавни предпријатија, можеби се разочарани и не се нафаќаат да се нафат да го работат тоа. Што ќе биде разочарувачко за Македонија како држава. Ние имаме министар Садул Дурако кој рече: мене не ме интересираат граѓаните, например, и сега е можно, не знаеме, значи можно е повторно да биде министар. Гледате како што ми става. Значи реформите не се зафат за еден ден. Реформите, вистинските реформи ги зафаќаат темелите на определен феномен. Значи, ако поставиме добар граунд, кој што не може некој да го изместува кој како сака, оне што ќе дојде после 2 години, сето тоа да го заврти назад, почитам денеска овој Мицковски, вика, ние кога ќе дојдеме на власт, ќе имаме 80 пратеници и се ова што е на нас ќе го поништиме, ќе го вратиме името и така натаму и така натаму. Тоа се политичарски приказни. Меѓутоа, значи, успешноста на реформите не е само врзана само за една власт. Успешноста на реформите има оценка од општеството. Знаете, таа власт која што ќе дојде друга, или ова која што ќе продолжи натаму, ќе мора да води сметка дека овие реформи го издржаа судот на јавноста и судот на историјата и дека тие мора да остане и да се надградуваат. Значи, ако така го поставиме проблемот, тогаш јас верувам дека може да има успех. Значи, овие министри кои што утре или другите ќе ги објават, фактички треба да се имиња кои што
всушност од утре почнуваат да работат, односно од понеделник почнуваат да работат исто како да се во половина на вториот мандат, не е дека имаат половина од мандатот. Да. Знаете. За разлика од, да ви одговорам на прашањето, за разлика од СВСМ, која на последните председателски избори ја доби таа порака од јавноста, подржувачите, дека не е задоволна од кадрите што ги има избрана, не од сите, туку од повеќето. Не е задоволна од работите на градоначалниците, на директорите на јавните предпријатија и така натаму. Дуи го има, ова порака има примерно од уште во 2016 година. И сега има една тенденција или пракса кај политичките партии на етничките албанци да останат на некој начин глуви. И потоа има еден процес кој што мислам дека не е здрав за демократијата. Има партија и кога ќе фати да оди на таа долна линија, не може да се совземе и пак да се реформира и пак да се врати на старото место. И изумира. Имавме ПДП, па ДПА, па ДУИ, па сега Алијансата. Значи, има еден чуден процес кој не е здрав за демократијата, а тој се должи на немањето слух на самите партии кон пораките кои треба да ги прочитат од секој избор. Значи, доста е веќе со исти луѓе, да речеме господинот Дорако, господинот Бејта или други. Од 2002 година, кога дуе на власт, истите лица па се до сега. А се менува самата политика. Секоја обсесвена наука е динамична. Трендовите светски, значи, тие налагаат и нови кадри, нов профил на кадри. И самите гласачи значи, нова генерација се поновуваат и самите структури на истите партии кои треба и сакаат да имаат профили кои ги замислуваат како нивни репрезенти, како нивни фигури кои добро ќе ги представуваат. Сакав само да ве прашам нешто, додека сме овде на оваа тема, ние за жал поради јазичката бариера не ги следиме толку темелно објавувањето на бомбите на фамозниот ЛЧК. Вие верувам дека по-детално, подробно ги следите. Кажете ми, видовме и некои графити во Тетово, каде што Тетово беше исцртено со графити против ДУИ. Немаме јасна слика. Што мислите вие, несуваат ли овие бомби политичка штета на ДУИ? Имаат ли големо влијание сега во моментов? Не знам што. До сега од тие бомби што јас ги немам слушнато, ги немам сите слушнато, зашто ги објавува тој ЛЧК дневно повеќе од една бомба, не. Но тие што ги имам слушнато, не сум приметил дека има материјал кој би бил основа за понатамошни истраги или се однесува или би бил од јавен интерес. Се работи за сосема приватни разговори. Слободни разговори помеѓу челниците на ДУИ. Исто така се работи за како ги договараат позициите, како ги поставуваат луѓето, дали тоа е демократски внатре во самата партија или не. Тоа е друго. Но јас не сум увидел дека има една бомба која ќе каже дека двајца функционери на ДУИ договараат тендер, од кој не знам, ние ќе претрпиме милионски загуби како даночни обврзници. Че нема такви. И затоа мислам дека овие бомби се едно продолжение на тие методи кои фактички беа користени од премиерот Заев за да се руши една власт, за да се руши една партија. Но за разлика од овие, повеќето од бомбите кои ги објавуваше тогашната опозиција, предводена од Заев, беа поврзани најдиректно со јавниот интерес. Значи, ние бевме сведоци како се трошеле јавните пари, како се трошеле буџетските пари, нашите пари. Како се поиграло со човечките судбини. А тука се уште нема такви. Но имаат ли политичка штета? Бидејќи луѓето немаат толку, не се толку образувано, не истите да бомби препознаат. се гледа дека се дизајнирани, се наменски да дискредитираат една група на луѓе внатре во ДУИ. Кој стои, дали стои опозицијата, алијансата за овие бомби, дали
може би стои некоја фракција внатре во ДУИ која сака да има превласт или станува збор за борба за превласт внатре во ДУИ или станува збор за некоја борба невидлива за нас помеѓу коалиционите партнери. Се уште не се знае. Што не се останува енигма како младиот од Кичево, кој сега живее во Америка, стигнал до тие материјали. Некои викат се продаваат на пазар, но сепак досега од тоа што беше слушнато се работи за таргетирање одреден број на функционери на ДУИ како комуницер помеѓу себе. И факт е дека тие разговори кои се објавени ги дискредитираат пред албанските гласачи истите. Значи почнувајќи од Ахмети, Џафери веќе не е дел од Естаблишментот. да, од естаблишментот на ДУИ или е дел во политиката, но е факт дека тие бомби нанесуваат штета на ДУИ. Но од друга страна ние немаме, речеме, кај условно кажано етничкиот политички блок. Немаме ние опозиција консолидирана која ќе има јасна визија, јасна програма, луѓе која ќе каже ДУИ ова што работи е погрешно. Да, сите знаат. Но што нудите вие? Имавме извештај од Европската комисија каде се нотира, освен на успесите, таму се нотираат и партиските вработувања. Значи се продолжува со партизација на администрацијата. Немање на реформи во јавната администрација, немање реформи во правосудниот систем. Ние не слушнавме опозицијата, непотизам, не слушнавме опозицијата, Алијансата или БЕСА да реагира на тоа. Не слушнавме да реагира на милион други случаи. И се создава впечаток дека таа опозиција очекува некој ја чека да ја струши ДУИ и по тоа ние сите да ги молиме, ајде вие сега дојдете место ДУИ. Што е, мислам дека е нонсенс. Има како да кажам, летаргија има некоја во кај етничкиот албански блок. Има отсуство на визија, политичка визија како тие да ги артикулираат реалните потреби и барања на етничките албанци. Тргнуваме од здравството, од школите кои се катастрофални, патиштата, партиските вработувања кои исто така ги демотивираат младите да останат тука и да гледат нивната перспектива во државата. Што викат, јас да молам еден шериф од Потогранокот тука да ме вработи? Не, ќе одам во Германија. Таму ќе си најдам работа и достоинствено ќе ја заработувам. Сакам само ова да нагласам. Значи, ова што значи реконструкција на владата. Фактички треба да одговори на она барање кое што го имавме за време на изборите. Да почне да се прочистува малку амбиентот во Македонија. Криминалот тешко дека бележи некакво опаѓање. Непотизмот видовме дека доведе дури и една од причините е и ова што се случува сега со реконструкцијата, со метлата и така натаму. Злосторствата кои што се правени од поединци во текот на она фашистичка диктатура, греевистичка, со ништо не се наплатени. Исти злосторници и натаму шетаат по македонските градови, улици и така натаму. Некои од нив дури се однесуваат како да се ослободители на Македонија, а не оние кои што како орките и како оние гремлините кои што ги има во онај Господарот на прстените кои јадат човечки души за доручек. Знаете, такви има уште шетат по градовите на Република Македонија и никој не дојде да каже чекај бе ти си тој што сакаше да уништиш луѓе. Не, тоа си стои се уште. Тоа не е добро. Да знаете. Не е добро затоа што од друга страна пак имаме една друга слика. Гледате, денеска одете во Охрид и видите многу народ од сите страни. Некако Охрид се враќа на оние години пред 40 години кога постојано имаше групи, па ги слушаш сите можни светски јазици тука по чаршијата. Мојот пријател Зарче вели се врати в светот во Охрид, знаете. Тоа е пак контра на оваа слика вам.
Значи, тие доаѓаат, мислат дека доаѓаат во безбедна земја, а од друга страна овдека ние се уште не сме почнале многу сериозно да ја прочистуваме водата. Јас знам дека е за пауза, но да не ја изгубам мислата, професорот ми отвори многу добра тема. Професоре, тие што ги спомнавте дека како ги рековте гремлини и што јаде и орки што одат и што не платиле ништо. Тие може би платиле, ама не платиле во државниот буџет и затоа шетаат и до ден денеска како ослободители по Македонија. Тоа е едната работа и втората работа, многу ми е драго за сликата за светот во Охрид. Но ние, за жал, таа слика не се случува месец-два у годината. Потажна е сликата Македонија во светот. Вие денеска да отидете во Малта, во сите хотели работат македонци, да отидете во Италија, работат македонци. Македонците што заминаа во светот. Тоа треба да не боли, а треба да се радуваме што светот доаѓа во Охрид. Ама ова е страшниот проблем, што не само оваа влада, и претходната влада имаше катастрофална демографска политика. Нашите луѓе се иселија, замина, не гледаат тука зошто да живеат. Да. Тоа не треба да ни биде главна стратегија. Добро, значи мора да направиме кратка пауза за реклами. Се враќаме брзо во студиото, останете со нас.